Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Се почесто среќаваме немојкни родители за кои се чини дека го загубиле компасот во воспитувањето на сопствените деца. Тие не може да изгледат на крај со своето дете, бидејќи во одреден момент ги понела идејата дека улогата на родителот е да му угодува на детето и да го заштитува од сите непријатности во животот. Сметаат дека на таков начин детето го прават среќно и дека е исполниле својата родителска задача. Но дали вистината е поинаква? Кои се опасностите од така нареченото хеликоптер родителство, односно од презаштитувањето? Можеме ли да ги подобриме родителските вештини? Дали родителството се учи? Ќе запрашаме примариус доктор Славица Гајдазиц-Кнежевиќ, невропсихијатар, семеен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. По блокот реклами се гледаме во студиото. Што е тоа хеликоптер родителство и зошто е се почест синдромот на немоќен родител? Ќе ја запрашаме примариусот доктор Славица Гајдазиц-Кнежевиќ, невропсихијатар, семеен и системски психотерапевт од Институтот за брак, семејство и системска пракса Алтернатива. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добре најдов и поздрав до сите наши гледачи. Најнапред да кажам дека темата родителство е секогаш важна тема и голем број родители ги грижи нивниот однос кон нивните деца. Причините зошто родителите понекогаш се доведуваат во ситуација или завземаат позиција да бидат презаштитнички родители, да бидат високо контролирачки родители, како ги викаат метафорични, нели, хеликоптер родители кои постојано надгледуваат што се случува со нивното дете, може да бидат бројни. Например, може би е тоа модел кој што го превземале од своите родители. Па мислат дека е тоа начин, затоа што она што ние гледаме, тоа и го правиме, нели? Без оглед колку ние мислиме дека тоа ќе го промениме, влијаат научените образци од генерациите пред нас. Второ, може би заради тоа што нешто се случува со родителот. Родителите кои што имаат своји лични потешкоти, например, ако имаат одредени состојби на анксиозност или имаат одредени состојби на појава на некои психички тешкоти, заради таквата состојба постојано стравуваат за здравјето на детето, за животот на детето и се претвараат во родители кои што се одат, како викаат старите луѓе, преднозе заднозе, нели? Постојано се тука, постојано контролираат, предупредуваат, однапред сакат да ги заштитат своите деца. И секако, понекогаш таквиот однос на родителите може да се должи и на некои други фактори кои што може да бидат присутни. Меѓутоа, она што е и на другата страна се немечните родители, што вие велите, кои исто така има бројни фактори позади себе. Никогаш не е причина последица само заради едно се појавува нешто друго, туку патем учествуваат многу фактори. Например, идејата дека кога живееме покрај контролирачки родители и зацртаме уште во раното детство или младоста или кога ќе станеме, јас никогаш нема да бидам како моите родители, и тогаш отидеме у друга крајност, а другата крајност се вика да станеме препопустливи родители, што би се рекло немоćни родители, родители кои не знаат да им воспостават правила на децата, не умеат да ги водат децата во нивниот живот. Просто знаете како метафорички како река на бујала која што нема браници од страната и децата тогаш треба сами да се досетуваат за да ги воспостават или нема никогаш да ги воспостават границите, или пак она што денеска многу често ни се случува, а тоа се родители кои што немаат доволно време за своите деца заради бројни причини. Понекогаш се тоа екзистенцијални причини, па мораат многу да работат, понекогаш се тоа амбициозни причини, па сакаат да напредуваат во својата кариера, па повторно немаат време за своите деца, и тоа малку време што го поминуваат со своите деца, сакајки да кажем вака, да совеста си ја смират што не се доволно време со своите деца, го претвараат во семоćни родители, препопустливи родители. Се му е дозволено на своето дете, на нивното дете, ништо не смее да му фали. Детето не смее да се налути, а не дај Боже да каже во лутината не те сакам. Има голем број родители кои тоа го доживуваат трауматски, моето дете не те сака, иако децата како и ние ќе кажат бројни работи, па меѓу другото имаат право и да се наљутат и да ни кажат дека не сакаат. Меѓутоа, таа немоќ родителска практично ги остава децата без компас.
заради тоа што децата имаат потреба да имаат покрај себе родители кои ќе ги водат, тоа се оние родители кои не умеат да ги водат своите деца. И сега нели тука има и бројни причини, можеби и детето е болешливо, па заради честите здравствени проблеми родителот се обидува да го надомести времето или да не го вознемири дополнително своето дете, така да се бројни причините зашто е. Меѓутоа, ниту хеликоптер родителството, а ниту пак немоćните родители им се од помош на децата да здраво зачекорат во животот. Многу често родителите си го поставуваат прашањето каде погрешив, каде сгрешив во воспитувањето. Се чини дека порано не беше тоа така. Современото родителство некако донесе голем товар кај родителите. Знаете, јас верувам дека од секогаш родителите, барем совесните родители, се прашувале себе си каде погрешив, меѓутоа јас сакам да испратам порака до сите родители дека нема родителствување без грешење. Значи нема безгрешни родители. Ако сакаме, тоа е и улога во животот во која што пак најчесто грешиме, заради тоа што е една од улогите во кои што ние по прв пат се појавуваме, особено со првите деца, па понекогаш и со останатите. Значи, ние ќе грешиме. Не е тоа тема. Тема е дали сме спремни да прифатиме дека ние сме погрешиле во одредени ситуации и кога тоа ќе го препознаеме, што правиме со тоа? Дали сме спремни да работиме, да не ги повториме грешките? Знаете, кога кај нас доаѓаат родители кои што имаат тешкоти во воспитувањето или некои други тешкоти со своите деца и ние се обидуваме многу внимателно да им соопштиме дека децата, голем број од работите што они ги прават, уствари ги повторуваат од онај дека родителите некаде направиле одредени, да кажам, несоодветни реакции, ако сакаме да избегнеме грешката како термин, наидуваме на зачуденост, ама јас многу го сакам своето дете, ама како може тоа така? Знаете, забораваме дека љубовта не заслепува и дека во воспитувањето на децата љубовта е важен фактор да детето се разбере како разбрано, почитувано, прифатено, сакано, ама не е доволно. Не е доволно, така да ние, што рече една многу возрасна жена, повозрасна од мене, јас сум меѓу возрастните, ама она и повозрасна, мораме да стегнеме срце понекогаш, знаете, мораме да знаеме дека одредени работи ќе ги направиме, иако после тоа може да следи и љутина на нашето дете, и разочараност кај нашето дете, оти тоа е начин како се учат работите во животот. Така, споменавте, љубовта е темел во односот помеѓу детето и родителите, но дали е наивно на крајот на кришата да се верува дека тој однос постојано ќе биде хармоничен, идиличен, дека постојано ќе има разговори, игри? Јас не верувам во тоа и не велам дека не постои, ото сум од оние луѓе кои што сакам да оставам простор да ме изненадат и некои работи во кои не сум верувала, меѓутоа искуството и животно и професионално ме научи да повеќе верувам во тоа дека ќе има ситуации во кои што ќе погрешиме како родители и потоа ќе работиме на тоа да не ги повториме грешките. За мене, кога човек прв пат ќе погреши, можеме да најдеме милион причини, знаете, за тоа и да објаснувања, би рекла. Меѓутоа, кога таа грешка ќе ја повториме еднаш, два пати, три пати, пет пати и не ја, како да кажам, не сме спремни да си кажеме, чекај, ова не функционира. Например, вие имате модел и идеја дека, посебно ако имате адолесцент, ајде ако се, па и помали деца, нели школска возраст, кои што се во пубертет. Да, тоа е, пубертетот е раната адолесценција. И вие му укажувате на своето дете и седнете и зборувате со своето дете и му укажувате на неговите грешки. И потоа таа ситуација се повтори. Ја повтори детето, ама и родителот ја повторува. Детето истата грешка, родителот истиот настап. И така едно 100.000 пати, јас се прашувам кој е тука, кој има проблем да го промени нешто, знаете. Ние можеме да викаме, јас очекувам детето да ги промени работите, ама истовремено добро е да бидеме свесни за тоа дека промените од нас возрастните треба да тргнат, па да застанеме да кажеме овој модел не функционира. Значи јас морам да најдам нов модел. Со други зборови, креативноста на родителите во решавањето на тешкотиите со своите деца е еден од главните и ми се чини клучните моменти во подобрување на родителските вештини. Да не ги повторуваме истите работи, знаете, да менуваме, да наоѓаме нов пристап, други, да се охрабруваме, да наоѓаме други пристапи. И враќајќи се на вашето прашање зошто денес, а не пред повеќе години, јас мислам дека ние живееме во едно многу, како би рекла,
сложено општество денеска, за разлика од порано. Општество во кое што ја имаме тензијата на сите страни, незадоволството, имаме ситуациите на агресија, на терор кој што се случува, знаете. И тоа не само ова што ни се случува со убиства, туку секојдневно имате некакви ситуации што порано веројатно не било толку, барем јас не се сеќавам во моето детство, а веројатно и пред која. Децата биле послободни, родителите, мојата мајка, например, и веројатно нејзината мајка, не била хеликоптер родител и она не се, ниту имала време, ниту се бавела, не оставале послободно да се развиваме, ни давале, знаете, она како се движите, како мало дете кога продува, па само малку ќе ве подзадржат од лево и десно да ве упатат, меѓутоа нема цело време да бидат присатни и да ве онеспособуваат во вашето созревање. Така да мислам дека голем број фактори не се исти како порано. Знаете, тоа е... Да, тоа сакав и да ве прашам и каква е улогата на средината, на општеството во процесот на воспитувањето, бидејќи постоеше една изрека на времето дека село е потребно за да се израсне едно дете. А денеска не ги познаваме соседите во зградата во која што живееме. Знаете, тоа се има свој удел во целава оваа приказна и секако и средината има, меѓутоа не може да ја има она и средината кога мислам на градинката исто така, мислам на училиштето исто така. Оти вие ако погледнете, ќе видите дека во сите тие системи состојбите се значително променети. Променети, нема да кажам на лошо или на добро, туку едноставно не сум сигурна дека се она што викаат англичаните child friendly. Значи не дека се, ние викаме све за доброто на децата, меѓутоа ги поставуваме работите понекогаш затоа што на пример таа амбициозност која што родителите и програмите едукативни кои ја нудат денеска во образовните институции, да децата се образуваат, да учат, а малку да играат, а малку и ние слушаме како земјите во светот, каде што децата се најсреќни, каде што децата се најуспешни, работат сосема различно од нас. И тоа не ни е доволно да тргнеме да менуваме нешто, знаете. Заради тоа што имате програми, јас имам внуци кои што растат надвор од оваа држава. Во првите 4 години од образованието, вие немате нити домашни задачи, ниту имате книги по кои што они учат. Знаете, учат, меѓутоа учат низ игра, учат низ движење, учат во природа, учат забавувајќи се. Ние забораваме дека основната форма на децата до некоја 6, 7, 8 година е играта. И дека они најбрзо и најдобро учат низ игра. И математика може да се учи низ игра, и македонски може да се учи низ игра. Меѓутоа, ние тоа го забораваме, сакаме да седат на столче, сакаме да седат 4 часа, 6 часа да седат на столче и да учат, да восприемаат материјали и да учат некои работи кои што јас не знам кому се тие материјали потребни во животот. Меѓутоа, таков ни е системот и се тоа, знаете, прави дополнување на она што вие викате, сето тоа има своја продлабочување на проблемот, бидејќи сега тука и родителите имаат одредени очекувања што детето треба да постигне, кај нив се јавува отпор, нивните желби се поинакви, па сега како да се надмине овој јаз? Да. Знаете, бидејќи има многу расправи во однос на учењето. Да, учењето е една од работите за која што меѓутоа важен сегмент е кај децата од училишната возраст. Јас мислам дека и често пати ние имаме во институтот алтернатива луѓе кои што доаѓаат токму заради тоа што децата, знаете, ние цело време имаме некои флоскули во ова општество кои што отворат уста било кој ги ставаат на прв план, а во реализацијата нигде ги нема, знаете. Ако ние кажеме дека е индивидуален пристапот, а вие имате ситуација во која што имате прво 30 деца или 35 деца во училиште, во еден клас, во прво оделение, во второ оделение. И потоа викаме дека е индивидуално. И една, па две учителки. Каков индивидуален пристап, ве молам. И како вие ќе ги препознаете потенцијалите на детето и ќе ги негувате неговите потенцијали. Знаете, не мораат сите деца да бидат фантастични по сите предмети, просто е невозможно. Па исто така и родителите дома. Меѓутоа, кога имате систем кој што ве исправа пред задача, да вие оценувате и давате оценки уште, не знам, од второ, сега не од прво оделение, од второ оделение да давате оценки за све нешто знаете. Во тој период, но сепак се оцени. И родителите се засегнати во однос на тоа, и тоа го доживуваат како личен неуспех. Така. Сето тоа после тоа се свалува на грбот на детето, знаете. И треба да седи, треба уште повеќе да учи, и треба да се како еден од факторите за тоа како родителите заглавуваат во своето родителствување.
Ајде да се задржиме малку на немоќните родители. Што тие да направат во конфликтните ситуации? Еве, може заради учењето да имаат конфликтна ситуација во домот, кога тие се повлекуваат за мир во куќа. Како да си го вратат авторитетот? Како да си вратат моќта? Ова е одлично прашање, Марија. Јас прво сакам да разграничиме авторитетен и авторитарен родител. Авторитетен родител е родител кој што има автентичен авторитет кај своето дете, за разлика од оној авторитарен кој што е родител кој што наметнува своји правила без оглед на да кажеме проценките или без оглед на она како детето го доживува сето тоа. Една од, можеби, многу важните работи е да родителите, можеби 2-3 работи се кои што ако ги понесат од оваа емисија и почнат да ги размислуваат и да ги практикуваат, јас навистина би била среќна и некако би си ја исполнила мисијата на присуството во емисијата. Прво е да родителите во сите барања кон децата имаат обврска да бидат принципиелни во своите ставови. Што значи тоа? Тоа значи дека ако бараат нешто од своето дете, и процениле дека е тоа нешто што е важно, значајно, како на пример одењето во кревет навечер. Еве, проста една работа. Да го оставиме учењето. Тоа е многу сложена. Да, одењето во кревет и кажат дека детето во 9 часот ќе оди во кревет, може да направат одстапка 15-20 минути, пола сат, нели да биде пред или после тоа. Меѓутоа, тука некаде околу 9 сат детето треба да биде во кревет. И тоа е прво правило, затоа што ако вие денеска, затоа што така, имате желба да останете подолго, ве немало цел ден дома и сакате повеќе време да поминете се и го оставите до 12 сат, па поминат 2-3 дена, па не знам, треба да излезете, па треба сега у 8 сат да легне, не, у 9 сат, затоа што вас ви тоа... Ако почнете да важните правила на кои што како ритам сакате да му ги создадете на вашето дете, да ги водите од личните своји потреби, а не од потребите на детето, вие почнувате да губите од својот авторитет. Тогаш детето полесно ќе ве, како викаме, манипулира, односно децата не манипулираат. Тоа е исто така многу интересно. Децата тестираат колку сме ние сериозни во нашите правила. Знаете, во границите правила. Или кажете, нема јадење попладне чоколадо. Од сабајле ќе се јаде само чоколадо. И сега заради иксилон вас ви се пријало чоколадце и пошто вас ви се пријало, детето гледа и сега не може да му кажете на детето не можеш, знаеш ова, па ајде сега и детето. Сакам да кажем дека родителите кога се обидуваат да воспостават правила со кои себе си го леснуваат животот и децата фантастично брзо учат, Марија. Они се неверојатно се лојални кон родителите. Они го прават точно тоа за да имаат потреба да бидат сакани, имаат потреба да бидат наградени. Тоа е едната работа, значи принципиелноста во креирањето на правилата. Второ е како родителите, ако имаме двајца родители, имаме семејства каде што имаме еден, а бога ми имаме и кај што имаме 5-6 родитела, баби, дедовци, нели кога сите ќе се вклучат. Ако они имат различни ставови, чисто се неусогласени во ставовите. Едниот ќе рече детето да легне во 9, другиот ќе рече па нека остане подоцна. Знаете, јас тоа фигуративно го доживувам. Децата се биолошки пола мама, пола тато. Биолошки тоа е така, нели? Почнувајќи од оваријалната клетка и сперматозоидот. Пола мама, пола тато. И како растат, они се пола мама и пола тато. И сега кога левата половина вика немој да ја слушаш десната половина, или десната половина вика не е точно она што го вика левата половина, ствараме конфузија во главата на детето. Родителите имаат право да имаат различни ставови. Имаат обврска да ги усогласат ставовите. И тоа можат на различен начин да го направат. Не мораат секогаш да се сретнат на пола пат, па пола јас, пола ти. Може да се договорат, да одредени правила ги поставува едниот родител, другиот само ќе следи, други правила ќе поставува оној, да кажеме, таткото, мајка само ќе следи. Или ќе се договорат. Овие 3 дена, понеделник, среда и петок, според тоа како мама вика, вторник, четврток како тато вика, при тоа водејќи сметка да не бидат повторно многу различни во своите ставови. И ова го потенцирам заради тоа што кога родителите ќе видат дете кое што е непослушно, дете кое што не ги следи нивните правила, добро е да се сетат колку тие двајца родители успеале да ги приближат или да му помогнат на своето дете да оно слушне, да нема она како раштиман оркестар да ги слуша работите, туку да ги слуша, треба да биде лојално. Оти знаете ризикото, ако го послушам тато, мама ќе ми се наљути, ако ја послушам мама, тато ќе ми се наљути.
Така да во немоќта на родителите се вткаени и одредени работи. Знаете, кога вие ќе видите дека не врват и онда кажете, кренете она и кажете нека прави што сака и не можам јас тоа да го издржам. И секако постојат вештини како да се ние справиме оти децата, пак да кажем, децата не затоа што не мразат, не заради тоа што, да кажам, не сакаат или не сакаат да не почитуваат, затоа што играат. Знаете, они сакаат да видат колку сме ние родителите сериозни во тоа што го кажуваме, колку сме принципиелни во тоа што го кажуваме. И не тестираат. Тоа е задачата на децата, да тестираат. И сега кога оно ќе не тестира еднаш, па не види дека не му успева, ќе ја подигне рампата, нели, ќе го зголеми диапазонот на реакции ако ние нешто не му дозволуваме и се чека да видиме на која ќе биде точката на топење на родителот. Дали родителот? Прашање е како да се справиме со таквите ситуации. Например, кај малите деца, една од успешните техники е игнорирање и пренасочување. Оти ако вие му придадете значај на она што детето во моментот го прави, па и тантрум да е. Тоа често знаат да се фрлат на земја, да вреска. Па и тантрум да е, детето е завршило својата задача. Оти оно успеело да го привлече вашето внимание. Дури во јавност доколку се случи тоа, доктор. Апсолутно. Затоа што се случува секаде, во продавници, во трговски центри, на улица. Апсолутно. Знаете, околината го осудува родителот. Да. Или видете што се случува, нема контрола врз сопственото дете. Така е. И ние родителите, знаете, точно е, тоа ќе се случи. Ама ако ние им помогнеме на околината. Јас морам да кажам дека јас имам лично искуство со едно од моите деца кое што немаше класичен тантрум, меѓутоа имаше нешто што е слично. И точно тоа ми се случи во самопослуга, да почнат да ми етикетираат мајка, луда мајка, ваква мајка, таква мајка. Јас останав на својот став затоа што сакаше да купи нешто што не бевме договорени и само се свртев и им реков ќе ве замолам оддалечете се. Ќе ве замолам, не ве повикав овдека, ќе ве замолам оддалечете се. И кога јас тргнав да се движам кон излезот, он потрча по мене, знаете. Стана и потрча по мене, знаете, и остави, плачеше уште некое време, меѓутоа, знаете, така да понекогаш јас се согласувам, тоа нема да ви се случи во некоја западна земја, знаете. Оти кога ќе видат они, посебно ако се автохтони од земјата, луѓето помалку или повеќе веќе знаат дека тоа не врви, знаете, дека не треба да се мешаат во она што родителите, освен ако не сте насилни па почнете, нели, да го тепате детето или нешто, фала Богу дека они ќе реагираат. Меѓутоа зборуваме за игнорирањето. Игнорирањето, оти со игнорирањето вие ставате до знаење на детето, тоа што ти го правиш за мене не е значајно, и пренасочување. Ајде, знаете, кога е помало она, ајде да видиме ова, ајде да направиме ова. А што е кај поголемите? Знаете, кај поголемите е јасни правила кои што ќе значат. Прво, поголемо дете нема да ви влезе во тантрума, кој е оно 10 годишно, нема да се фрли и да вришти и да плаче, меѓутоа ќе протестира на друг начин. Се креираат јасни правила, знаете. И се каже, ова е задача која што треба да се, или ова е она што се договоривме, ајде да видиме што ќе биде ако тоа не се заврши и тогаш направиме правила заеднички на кој начин ќе се излезе од таа ситуација. Меѓутоа, она што е исто така многу важно, Марија, а што нас ни е сериозен национален проблем, би рекла, културолошки проблем. А тоа е, учиме да не пофалуваме, а да критикуваме. Тоа е едно исто така од тешкотиите со кои што родителите се сретнуваат. Ние имаме во нашите трансгенерацијски пораки, кога е нешто добро, не смееш да го пофалуваш за да не се расипе, ама ако е нешто лошо, искритикувај го за да се поправи. Што е тотална, онака да кажам, нема да употребам збор, ама тотален нонсенс е. И јас памтам од моите едукации, кога имавме од Запад дојдени овдека тренери кои што рекоа чуден народ сте вие. Знаете, ако сте цели парализирани и едно прсте ви мрда, кај нас ќе речеме леле што фино ви мрда прстето. А кај вас ако сте цели здрави, а само едно прсте не мрда, ќе ви кажат леле зашто не ти мрда прстето. Сакам да кажам дека родителите е добро да почнат да учат да го пофалуваат однесувањето на детето, но не како општо пофалување, туку конкретно. Браво, многу ме радува што ја раскрена масата. Значи, конкретно. И тоа веднаш после завршената активност. Особено после отпор кога детето ќе даде и ќе тргне да прави нешто позитивно, првата позитивна работа треба да се... А треба да се награди? Наградата е зборот.
Ако мислите на материјална на материјална награда, награда, така. Знаете, и тоа е една стапица во која што ние живееме во материјално општество. И ние ги учиме децата дека ништо нема вредност освен материјалното. И после се чудиме кога децата за све нешто ни бараат да добијат и ова, и ова, и ова. А впрочем, и ние така се наградуваме, искрени да сме. И затоа е можда добро да знаеме дека награда е време поминато заедно. Например, награда може да биде после добро завршена. Ова ние ќе поминеме половина час заедно и ќе ја играме играта што ти сакаш да ја играме и можеме да определиме да не е некоја опасна игра каде што ќе нели гаѓаат со камења и со ова, туку да нешто биде во рамките на прифатливото. Значи има начини да ние, меѓутоа пофалбата значи ние секогаш многу важно. Да, ние знаете постои едно правило, секогаш ќе добиваме повеќе од она на што му обрнуваме внимание. Ако ние на грешките обрнуваме внимание, ќе добиваме грешки. Да повторам уште еднаш. Секогаш ќе добиваме повеќе од она на што ние им му обрнуваме внимание. Ако на добрите работи обрнуваме внимание, добри работи ќе се случуваат. Значи, што повеќе пофалби во моментот кога ќе се направи некоја добра постапка. И заслужено. Знаете, понекогаш ќе мора да има и санкција, ќе има и ограничување, меѓутоа секогаш кога ќе се случи нешто што и тоа за мали ситници, не да ние чекаме да, знаете, првата цигла кога ќе ја стави, не да чекаме зградата да ја изгради. Знаете, ние можеме да кажеме, например, ако детето станало и отишло во купатило, ние се љутиме да иде да ги измие забите, ние можеме да кажеме и пред да ги измие забите, да кажеме многу ме радува што се подготвуваш да ги измиеш забите. Па ги мие забите, па викаме ова е многу браво, одлично ги изми забите. Знаете, без разлика како ги измило, ти ако се фатиме на стапица, сега не ги миеш. Важно е да ја створи навиката. Важно е да тргне да ја прави таа активност. Или не знам, направи ова. И да пробаме да игнорираме она што можеме да изигнорираме во однос на условно кажано грешките, оти ќе ги прави грешките, не може, знаете, сите сме правеле грешки. Никој не е грешен на краиштата. Така се учи, тоа се начини. И ние како родителите правиме грешки, но понекогаш не сме свесни за тоа. Еве како да знаеме, например, дали сме хеликоптер родител, дали го презаштитуваме сопственото дете, бидејќи некои не се свесни дека го прават тоа. Да, ова е многу интересно, знаете, јас имам уште едно прашање покрај тоа дали сакаме да бидеме свесни, оти понекогаш несвесноста не заштитува од промената. Знаете, ако не знам, јас не приметувам, не морам да се менувам. Ама ако приметам, тогаш више не можам да кажам не знам јас. Знаете, дали родителите забележуваат дека се хеликоптер родители? Знаете, по многу нешта, прво, ако они не забележуваат, можеби некој од околината може да забележи. А ако детето стане премногу раздразливо, премногу плачливо, ако детето заради нивниот однос, ако тие забележуваат, знаете, прво, интересно е, и хеликоптер родителите имаат една интересна реакција. Прво се родители кои презаштитуваат и све прават во име на детето, а потоа во еден момент сака детето све да знае да направи. И тоа им е алиби да продолжат да бидат хеликоптер родители, знаете. Еве не можеш. Еве дај јас ќе ти ги заврзам кондурите, на пример. Знаете. 9 годишно, 10 годишно дете, дај ташната јас да ти ја оти детето, неспретно ќе го прави тоа. Нормално е, заради тоа што ако вие не сте го научиле од 3 години да почне торбичката да си ја мести и вие све тоа правите во негово име, нормално е дека годините ќе бидат тука, меѓутоа зрелоста за годините ќе недостасува. Така да, кога викаме дали се они презаштитнички и не се презаштитнички, често доаѓаат родителите со став, например, моето дете е несигурно во средината. Има несигурност. Бега од другарчињата. Не може да воспостави добар контакт со другарчињата. И си викам, еве не сте свесни и не знаете. Што би се случило кога од денеска натаму, после оваа емисија би застанали и би рекле, чекај, како јас придонесувам за тоа? Што јас правам да моето дете биде несигурно? Оти сигурно нешто правите. Може би не можеме, не е за да ја повлечете вината, или, како ние викаме, одговорноста, туку да знаете дека и вие во тоа учествувате и дека ако вие нешто промените, може би ќе се родителска, може би родителот е несигурен и детето само го гледа тоа и децата што и да им кажуват. Они учат од однесувањето на родителите. Знаете, постои една реченица која што вика monkey see, monkey do. Мајмунчето гледа и прави и децата гледаат и прават. 10 до 20%
восприемаат откажаното. 80% од она што родителот го прави. Со други зборови, ако родителот вика, па треба да се дружиш ти со твоите другарчиња. Па немој да ми плачеш стално. А детето живее со тој родител кој што стално се преиспитува и нема своји другарки и ја гледа, можда не може да ја дефинира како несигурност, ама тоа ќе го восприеми тоа однесување, затоа што е лојално, затоа што му верува на родителот, затоа што верува дека тоа што прави родителот е најважната работа на светот. А што е со оние родители кои што влијаат врз изборите на своите деца? Врз хобито, врз курсевите што ќе ги посетува. Знаете, тоа е многу слично, тоа е многу слично на ова што го кажувате. Мама најдобро знае или тато најдобро знае, но понекогаш се родителите и во право за одредени работи. Видете, родителите, ова е многу повторно интересно што го прашувате, затоа што точно е дека ние родителите сме тука за да ги насочуваме нашите деца, понекогаш да им дадеме за изборите, ама и да бидеме сензитивни ако видиме дека детето го прифатило затоа што ни е лојално или затоа што се плаши да ни се спротивстави или затоа што ни верува дека сме направиле добар избор, ама не го бива за тоа. Знаете, не го бива едноставно. Знаете, сега го запишете во музичко училиште затоа што сте вие, да кажеме, музичар и затоа што, не знам, мислите дека треба вашето дете и оно оди и вежба и се мачи, и 1 година, и 2, и 3, и 5 и на крај време е да видите да го преиспитате својот став, знаете. Така да ние родителите треба да бидеме тука и треба да до некаде му помогнеме во изборот на нашето дете, меѓутоа мораме да бидеме малку и како да кажам, постојано да сме спремни да го преиспитаме својот став. Знаете, тоа се све прашања. Јас, Марија, ако ми дозволите малку да кажам за нешто што можеби ќе биде значајно за гледачите, а тоа е дека во институтот ние веќе по втори 4 години, после првите 4 години, кога работевме на подобрување на родителски вештини на родители на деца од 2 до 9 години, сега сме во фаза на нов проект кој што почнува од септември месец, почнат е веќе, и стануваме практично регионален центар за родителски вештини, за регионален референтен центар, експертски центар за родителски вештини, што кажува дека ние ќе работиме со родителите, од и родителството се учи. Вие денеска ја почнавте емисијата со таа, нели, и навистина родителството се учи и родителите, барем оние 850-900 родитела кои поминаа низ нашите програми изминатите 4 години, фидбекот кој што го добивме покажа дека и подобрувањето, пазите, ние работевме со родители чии што деца имаа потешкотини бихевиорални и емоционални, децата воопшто не ги имавме во фокус, само родителите, а подобрувањето беше кај деца. Значи секогаш треба со родителот да се работи кога станува збор за деца. Апсолутно, апсолутно. Сега со оглед дека овој вториот проект е проект во кој што ќе работиме со млади адолесценти од 10 до 14 години, сега ќе работиме паралелно и со адолесцентите и со родителите. Значи ќе се разговара и со детето, ќе се работи со неговото однесување, така? Така е. Со тешкотиите, но и со родителите. Заеднички седат или не? Заедно со родителите? Ова е интересно, ќе имаме... Не секогаш децата се спремни да седнат заедно со родителите да разговараат. Ќе направиме, прво мислиме, не само ние, туку експертите на светско ниво, чии што сме ние ученици и од каде што ја превземаме и лиценцата да бидеме регионален центар, знаат дека покрај нас и нашите знаења и вештини, родителите треба исто така да учат кога ние работиме со младите, знаете. Не е целта да ние воспоставиме добар контакт со децата, туку да и родителите преку нас и со нас може тоа да го направат. И токму затоа групите кои што ќе се формираат, ќе бидат групи во кои што ќе бидат парови родител-дете, и ќе имаме во тие 2 часа еден дел во кој што ќе се работи заедно, па ќе се работи одвоено, па после тоа повторно заедно. И тоа нели, очекувано е да имаме понатамошни... Кога ќе започне сето тоа? Тоа почнува во октомври месец, веќе се подготовките ги правиме, од 1 јануари почна проектот, а сега од 1 јули започнува нашиот регионален центар за експертски центар, со идеја да тоа го прошириме и национално и регионално, односно да работиме на обуки на тимови, кои што потоа ќе работат со родителите во државите околу нас, затоа што, еве она што можда јавноста не го знае, а јас би
била нели среќна да го знае, ние сме во регионот први кои што оваквите ги работиме. Црна Гора исто така работи еден дел од програмот, но ние продолжуваме и еве ќе станеме регионален центар за цела јужна Global South, како што го викаат, глобален југ, а тоа значи 2 центра сме, Оксфорд и ние, така да. Честитки, ќе ја следиме вашата работа, секако ќе... Јас се надевам и ќе ми биде драго да ве информираме за настаните и ќе ми биде драго да гледачите бидат и информирани и да ни се обратат, затоа што од септември ќе почне регрутирањето, како ние го викаме, на родителите, за да се формираат групите. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци со прашања кои што се поврзани со родителството, со воспитувањето, со сето она што ги мачи сите оние кои што имаат деца и кои што се чувствуваат немоќни во одреден период од животот, па како сето тоа би можело да се реши. Докторки, доколку се препознаеме дека припаѓаме во одредена категорија на родители, што да направиме? Дали треба веднаш да се побара стручна помош, да седнеме да читаме на интернет? Да, една од тешкотите, она преска, јас еве да дополнам преска кога рековте зошто сега не порано. Знаете, сега сме преплавени со некакви насоки како треба да бидеме бољи родители и што треба да направиме. Но и очекувањата се огромни од родителите. Така е. И тоа исто така понекогаш им ствара конфузија на родителите. Постојат различни начини. Значи, природно е да прво побараат совет од своите природни системи и ресурси. А тоа се проширените семејства, пријателите, колегите на работа и да малку продискутираат на таа тема. Меѓутоа, ако тоа не донесе да седнат со другиот родител да поразговараат и можеби да поразговараат и со своите родители кои што се извор на мудроста, нели? Ако тоа не успее, тогаш да не контактираат и да видиме, затоа што ние имаме и наши тимови, меѓутоа имаме и невладина организација, може да се организираат и одредени, да кажеме, одреден број сесии бесплатни, така да ние работиме и комерцијално, меѓутоа работиме и преку невладината организација. Имаме гледач, веднаш ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакала само да ве поздравам и навистина беше уживање да се слуша докторката, психијатарот. Сите ние родители помалку пронајдовме дел од нас. Так. Со тоа што ќе се трудиме да бидеме подобри родители. И јас сакам да ве поздравам и да ви кажам, навистина уживав во вашиот разговор и многу научивме. Така, ви благодарам многу за вклучувањето. Имаме уште еден гледач. Докторке, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програма сте. Докторката. Многу покасно се вклучи во емисијата. Сакам да уште еднаш да повтори каде тоа треба да се обратиме. Слушнав дека нешто има од септември некое регрутирање. И имам дете што е 14 години и би сакала да научам нешто повеќе како да се однесувам со дете во пубертет. А имате односот како вие? Имате проблеми со оглед на тоа дека е 14 годишна? Немам проблеми, меѓутоа сакам повеќе да научам околу тоа. Така, за да не направите некаква грешка понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве, 2 јавувања со голема поддршка за сето она што го правите и за прекрасните насоки што ни ги дадовте денеска, докторке. Успеавме малку да им помогнеме на родителите да се видат себе си, да видат колку се они важни и значајни во... Ние знаеме тоа, меѓутоа, кога ќе настанат тешкоти, стануваме слепи за тоа како ние учествуваме. Знаете, ние сакаме да веруваме дека учествуваме во успесите, ама не сакаме да ги видиме моментите каде ние учествуваме и во така наречените тешкотиите или неуспесите на нашите деца. Доктор, ќе проговориме уште на крај за родендените. Не, имаме гледач, па потоа се надам дека ќе имам време да се вклучиме, да го поставиме моето прашање, но ќе го вклучиме претходно гледачот, ќе му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач. Се исклучил. Нека се јави повторно доколку има време. Ќе се задржа малку на родендените кои што ги прават за своите деца. Тие се спектакуларни. Можеме да видиме на Инстаграм балони, торти, родителите се облечени исто како и децата.
се придава огромно значење надпреваре помеѓу родителите кои ќе направи подобар роден ден за своето дете. Дали на ваков начин создаваме мали принцези и принцеви кои што така ќе се чувствуваат во животот? Кога би биле само родендените, веројатно не би ни било толку тешкотија и проблем еден ден во годината. Ми беше увертира всушност во нешто се случува, така. Знаете, меѓутоа јас верувам дека тие родители кои што на тој начин го организираат родендените, веројатно голем број работи во животот на нивните деца организираат спектакуларно. И окей, знаете, затоа што јас многу пати се прашувам на кого му е тоа потребно. Дали му е тоа на децата им е или на родителите, веројатно и на едните и на другите. Јас сум видела и многу едноставни родендени, особено јас живеам во аеродром, населба аеродром и во парковите околу нас ги гледам родителите и тоа навистина ме радува, знаете, баш ме радува заради тоа што еми е во природа, децата се слободни, многу е поедноставно сето тоа што го организираат, меѓутоа се согласувам дека родителите веројатно имаат престижот. Тоа е, знаете, кога детето ќе го претворите во трофеј. И кога трофејот уствари треба и вас да ве отслика како родители, што е малку тажно, нели? Затоа што децата добиваат една многу сериозна задача во животот, која не е нивна и не е природна, а тоа е дека треба секогаш да им носат трофеи на своите родители, дека родителите, сите ние сакаме со децата да се гордееме, меѓутоа овие родители колку што пружаат, најчесто толку и бараат од своите деца. Нема безусловно пружање. Оти ние викаме љубовта е безусловна, ама во реалноста не е баш така. Кога јас сум сретнала родители кои многу инвестирале во нивните деца, ама они одлучиле тоа да го прават, знаете, во спортска кариера или во нешто, и кога детето нема да им возврати, кога нема да испорача резултати, настануваат драми. Забораваме дека они не го прашале детето, сакаш ти јас да инвестирам во тебе, и ако детето каже не сакам, да они се повлечат и да кажат не, они одлучувале и тогаш, мислам, знаете, немаме право ние да се љутиме на децата ако децата и тоа го доживуваме драматично како личен пораз. Зборувам за родителите, знаете, така да тоа е исто така една од приказните и за родендените и такмичењето. Така се почува тука. Да, така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се надевам овој пат успешно ќе го слушнеме гледачот. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Благодарам. Па има многу прашања и подпрашања и надпрашања и коментари, ќе се обидам. Да, сумирајте, бидејќи имаме 3 минути до крајот, едно кратко, убаво, концизно прашање, за да добиете одговор. Прашањето не може да биде концизно, да речем, ајде, како со мал коментар на докторката може да се снајде да го прокоментира нашето однесување како родители и како и дедо и баба што живееме во заедница кон детето, кој што ние детето го гледаме како играчка за задоволување на нашите, како да кажам, хубавото на тата и на мама, хубавото на дедо и на баба, заборавајќи да му дадеме, нели, една насока. Едната работа е тоа. Другата работа е, кога малце ќе подпораста детето, не фаќај ова, не фаќај она, тргни се, немој ти во кујна, немој ти вака. Детето го изолираме од неговите нагони, кои што живеат кај него, да задоволи нека потреба или спознавање. И третото, во школа кога ќе тргне, родителот се бори детето да биде одлично по секоја цена. Знаело или не знаело, да биде одлично. Ве молам така накратко, ако може. Така да се искоментират овие убави 13 што ги дадовте. Ви благодарам за вклучувањето. Голем дел од одговорите веќе ги имавме во емисијата, но само ќе кажам затоа што го поттикна прашањето кога се вклучени, а најчесто се вклучени барем во нашата средина бабите и дедовците во одгледувањето и воспитувањето на децата, тоа навистина ја збогатува и истовремено ја усложнува приказната. Нели, да се има баба и дедо е право богатство за децата, меѓутоа ако тешко се држат границите и тешко се почитуваат правилата. И јас ова го испраќам како апел и до дедовците и до бабите и до родителите на децата, оти она што реков, колку детето има родители, дали ќе ги има само своите или сега и баба и дедо ќе воспоставуваат правила, односно ќе ги кршат најчесто правилата на родителите, знаете. Ако се бабите и дедовците тука да помогнат, тогаш треба да знаат дека они помагаат, а не се централни фигури кои што они ги прават правилата и они ги не одлучуваат. Идеално би било кога би можеле да ги следат правилата на родителите. Од друга страна, важно е пак родителите да знаат
дека тоа тешко оди, знаете, тоа и мене ми одело тешко како баба, меѓутоа многу е важно да знаат дека и покрај тоа што понекогаш бабите и дедовците ќе ги прекршат правилата, децата имаат способност да разликуваат кои се родители, кои се ако родителите останат со својот став. Значи ако двајцата родители доследно останат на своите принципиелни правила, дури да ги децата ќе научат дека кај баба и дедо е нешто малку дозволено по чоколадце да се иде за подолго да се остане, не знам и така натаму. Меѓутоа кога доаѓам дома и така ги учиме малку децата да се адаптираат на различните стилови. Клучно е како родителите под услов бабите и дедовците да не го користат терминот глупости се тоа што твоите родители го бараат или да ајде кои се тие твоите родители да се слушаат, дај молим те ти нема што да ги слушаме. Значи нека креираат они малку пофлексибилни правила, меѓутоа да ги почитуваат родителите ако сакаат внуците да им научат да ги почитуваат родителите. Ова е една цела тема на која што можеме да разговараме. Апсолутно. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за преубавите појаснувања поврзани со темата која што денес одлучивме да ја обработиме. И јас ви благодарам на можноста да зборувам на оваа тема и ќе ми биде драго ако гледачите нешто од ова го усвојат, односно го прифатат и малку размислуваат. Ви посакувам и понатамошни успеси и ја следиме вашата работа. Благодарам. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта, односно магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.